Дискриминацијата представува несоодветно постапување врз основа на одредени лични својства и карактеристики со одредени лица. Дискриминацијата во себе мора да содржи три елементи. Прво, мора да имаме несоодветно постапување спрема дадено лице. Второ, секогаш пат го имаме компараторот, односно дека со едно лице постапувано понеповолно за разлика од друго лице со исти или слични својства. И секогаш како трет елемент ја имаме дискриминаторската основа. Дискриминаторската основа во суштина е заштитното обележје, односно таа некоја посебна лична карактеристика или својство, најчесто тука е пол, род, сексуална ориентација, политичко уверување, врз кое што се базира самата дискриминација. Постојат повеќе видови на дискриминација, меѓу кои ние ќе ги спомнеме директната и индиректната дискриминација. Директната дискриминација е полесна за утврдување, тука имаме директно постапување, нееднакво постапување со одредено лице заради неговите заштитни обележја, односно својства и карактеристики. Кај индиректната дискриминација, тука веќе имаме некоја навидум неутрална одредба, практика или политика со која што се става одредено лице или група во некоја понеповолна положба. Во однос на афирмативните мерки, кои што мораме да ги спомнеме, а тоа е дека афирмативните мерки се одредена позитивна дискриминација, која што се прави врз одредена група на лица со цел да се обезбеди една фактичка еднаквост. Односно, тие се политики или мерки кои што се преземат од страна на државните, јавните или приватните органи, како и физички и правни лица, кои што имаат за цел да обезбедат фактичка еднаквост.